И да сме со вториот час за денеска, тоа е математика за прво оделение, ако не се лажам, така наставничке. Здраво наставничке Пејце. Здраво. Сме од училиште Свети Климент Охридски од Бутел. Почнуваме со првиот час. Ке учиме за нестандардни мерки, но на почетокот мораме да повториме малку за стандардните мерки. Прво да ве прашам дали сакате да пазарувате? Сакам. Да. Сакате? Да. Да купувате јаболчиња, сочни портокали, сладки банани. Да. Сега, кога одите во продавница, нормално кога купувате увошја, кога ќе побарате што сакате да купите, го одбирате производот, го плаќате и потоа, пред да го платите, треба да се измери. Така. Нормално, за да се измери нешто, треба да се стави на вага. Сега, на првачињата, прво ќе им покажеме како изгледале порано вагите, па потоа ќе покажеме како изгледаат и сега, и можеби некој ги сретнале во продавниците. Ќе почнеме со нестандардна, односно со вагата која што е каде што се користи и тек. Да. Значи, мораме да им кажеме дека стандардна мерка е 1 килограм, доволно е за нив да си разберат. Од едната страна од ова чинивче се става тегот, а од другата страна се става производот. Да. И тогаш кога ќе мери продавачот, треба да се изедначат овие две страни, тогаш ќе знаат дека толку тежи тој производ. Имаме ваква исто е вага. Тука имате разни видови на тегови, големи, малечки, се зависи тоа што се става на вагата. Да може попрецизно да се пресмatra. Така, да знае продавачот колку измерил од производите. Потоа имаме и друга вага каде што на оваа страна се ставаат производите, на оваа страна се става тегот и стрелката покажува колку тежи тој производ. Водиме понатаму. Сега, потоа луѓето измислила друга вага, каде што нема да се користи тек. Туку само се става производот и кога се врти стрелката покажува колку тежи производот, односно јаболките. Оваа вага и каде ја користиме? По дома. По дома. Така, во нашите кујни. Така, точно. Кога нешто готвиме, сакаме да се измериме и ќе си ставиме горе во чинијата и стрелката ни покажува колку тежат овие мудри домати. Имаме и друга вага, ова е малку помодерна, понова, така? Дигитална. Така. Таа има вакви бројчиња и тие покажуваат колку тежат овие јаболчиња. И имаме една поголема вага, исто така во продавниците, во пилјарите се користи. Исто така е дигитална и оваа дури може тука да пишува и колку чини тој производ. Имаме вагичка која што има и ченгелче. Тогаш таа кисичка се закачува доле на ченгелот и продавачот на пазар го имам видео. Така, на пазар се користи оваа вага, а оваа е вага специјално за бебиња. Кога родителите одат на лекар за да си го проверат, односно си го прегледат своето детенце, нормално докторката треба да го измери бебенцето и си го става на вагата, значи ова е специјална вага за посебна вага за бебиња и кажува точно колку тежи бебето. И оваа вага ние многу си ја користиме по дома, Да, особено ние возрастните и сакаме да видиме колку тежиме. Така. Овие ваги се користат за мерење на маса. И само да кажам, килограм е стандардна мерка за маса. Значи, тоа е само едно повторување, го покажуваме тегот и тој тег, како што кажав претходно, се става на едната страна од едната страна, не е проблем, готова последната сликичка, значи се става тегот од едната страна на вагата и потоа од другата страна се става производот. Но никогаш се случува дома да немаме вага, сакаме нешто да подготвиме, така, да измериме. Мораме некако да се снајдеме, така? Дали знаете на кој начин би можеле нешто да измериме, а да немаме вага дома? Па наверојатно чашите за чај. Може. Кој што се обично со некоја стандардна... Може, значи тоа е веќе нестандардна. Значи не користиме ние вага, не користиме тегови или дигитална, туку користиме чаша.
а може да искористиме и едно лажиче. Лажиче, да. Така. И многу помага кога ќе се направи некој рецепт или кога ќе се направи нешто дома, кога ќе се сготви, а да немаме вагичка. Сега нашата количка ќе покаже нешто подобро. Добро утро. Сега беше Великден и мене, нели, како домакинка, ми се падна за задача да направам торта. И затоа што многу сакам да правам торти, ама многу ги сакав и тортите од баба ми, решив да прелистам по тетрадката на баба. И еве што најдов. Каква рецепта најдов во тетрадката на мојата баба. Тортата требаше да изгледа вака. Убава, нели? Па фина. Да. И вкусна беше, да ви кажам право. Арно, ама рецептата на баба гласеше вака. 4 јајца, 8 лажици супени брашно, 6 лажици супени шекер, една мала чашка масло за јадење, една мала чашка млеко, еден ванилин шекер и едно пecivo. И сега застанав и почнав да се мислам. 4 јајца, големи јајца, мали јајца, какви? 8 лажици супени брашно. Во мојата фиока има многу мали лажички за суперсто се, меѓутоа има и некои поголеми. 6 супени лажички шекер, па се викам, ако веќе ставам со една лажичка брашно, со истата лажичка ќе ставам и шекер. Мала чашка масло за јадење. Кога баба правеше торти, чашките мали беа мали. Како за ракија, малечки. Да, или оние кафените чашки беа мали. Моите чашки за млеко се поголеми. И сега веќе почнав да се мислам како тоа ќе го изведам. Ајде со истата чашка ќе го мерам и маслото, ама ако става многу масло, па нема да биде вкусно. Так. Ако става многу млеко, па нема да ми биде доволно брашното. И сега не ќе се играм јас дотури брашно, дотури млеко. И решив, еве што употребив, јајцата, 4 јајца, и решив да ја употребам оваа лажичка и од прилика околу 200 грама собира оваа чашка пластична и решив тие да ги употребам. Меѓутоа после ми текна па дека дома имам вага. И ајде викам сега, ако некој ми го побара рецептот, па да не кажам јас 6 супени лажици и 8 супени лажици, ајде сето тоа ќе го измерам и заклучив дека 8 супени лажици се 150 грама брашно, 6 супени лажици шекер се 100 грама шекер, јајцата не ги мерев. И, како што баба запишала, малку труд, многу љубов и насмеани и задоволни лица. И навистина тортата беше преубава и беа многу задоволни моите домашни кога јадеа торта. Благодарам, баба. Ќе го пренесам ова и на моите внуци. А сега ќе ви покажеме како можеме да измериме ако немаме вага. Така, дечињата можат и дома да се направат своја вага, користејќи една закачалка, сите имаме дома, и можеме од едната и од другата страна вака да си закачиме некои пластични садови, или пак... А можеме и со обични кеси. Да. Може. Много забавно. Или пак може вака да се направи исто вага, каде што од едната и од другата страна се закачуваат само едни вакви кесиња. Да. Нормално, сега ќе искористиме таа вага и ќе правиме една... И сега можеме и да нагодуваме кој предмет е потежен. Да. Ама можеме и да споредуваме. Така, јас Затоа прво што донесовме нешто за споредување. Точно, бидејќи зборуваме за нестандардни мерки, претходно наставничката Оле кажа дека користиме чаши, користиме лажици, но сега можеме да кажеме дека има и една друга нестандардна мерка што може да се искористиме во овој случај, тоа е една штипка. Како ќе искористиме? Например, јас сега сакам да измерам едно топче. На едната страна, еве, например, од оваа страна ќе го ставам топчето. На другата страна, од оваа наша вага, ќе ставам штипки. Една, ќе броиме. 2, 3, 4. И почна да се израмнува. 5. Колку интересно. 6. 7. Мораме да видиме дали се на иста лина, рамно ли е? Да, сега се... 7 или уште една да ставаме? Да ставиме. Доволно? Еве.
Па мислам дека веќе штипките се потешки од топката. Ако е така, тогаш една штипка ќе извадам, Извадиме. остануваат 7 Ето, штипки. сега Што ме изедначена страната, иста е висината на едната страна и на другата, тогаш топчето тежи 7 штипки. И можеме да запишеме. Тежи Така. 7 штипки. Така, значи масата на топчето е 7 штипки. Јас ќе нацртам тука едно топче. Еднакво на 7 штипки. Сега можеме да измериме нешто друго. Ќе измериме. Што е следно? Што сега да мериме? Сега ќе измериме Ајде нешто. јајце да измериме. Ајде. Да. Ајде Еве. сега беше Великден од оваа страна. Еве вака, ќе измериме едно јајце, ќе го ставиме на оваа страна. Ама тоа да не е дрвено? Дрвено. Дрвено јајце. Дрвено, Да, шарено едно јајце. шарено Да. дрвено јајце. Имаме Баш и- ме интересира кој јајце тежи повеќе. Дали Или- дрвеното? Или сега да видиме прво дрвеното колку јајце, саки- колку штипки Аха. тежи, да. Еден. Вака кога ќе погледаме вагата, гледаме дека јајцето нормално е потешко, бидејќи ова е празно, само една штипка има и погоре по екреното. 2, 3, 4, 5. Марија? Доволно. Доволно е? Значи 5. Пет. Добро. Значи едно дрвено јајце Ајде. тежи 5 штипки. И сега Добро. ќе запишеме, односно ќе нацртаме едно јајце и тоа е еднакво на На 5 5 штипки. Сега ќе измериме колку е масата на оваа куцка. Погледнете оваа куцка. А да, мора многу да тежи. Ќе видиме. Ајде. Ќе видиме, сега ќе измериме. Ќе ја ставиме тука и повторно ќе броиме. 1, 2, 3. Колку? Може да ми помогне некој? 2. Со Два. 2? Два. Добро, зашто јас од овдека па не можам да видам. Значи, оваа коцка навидум е многу голема, но тежи само 2 штипки. Ја сигурно од сунгерче направена. Ете Да, така. од сунгерче е направена. Значи, ќе нацртам една коцка. Еднаква на 2 На 2 штипки. И уште еден предмет ќе измериме. Јас сакам да го ставиме овој. Леле, тоа кој знае колку тежи? А има Ми внатре не ми боички? изгледа. Не, празно е, ама Празно тежи. е? Да. Ајде да видиме колку тоа многу Држи тежи. го, ле да не. Ајде. Ајде вака, повторно Многу ќе штипки мора да мериме, тежи. да. Само да кажам, кога вака се мери, штипките сите треба да бидат со иста форма, иста големина, да не одбереме некоја малечка голема. И сега почнуваме да мериме и да броиме. 1, 2, 3, 4, 5, Уху, држи, оле, 6, тежело. 7, 8, 9, опа, 10, 11, ајде да видиме. Уху, Не вака, сака вака ќе го легнеме. ајде. Да, 11. Треба да извадите. Треба да извадиме? Треба да Готово? извадиме момент. Дали е сега изедначено? Туку сме 10. А, Готово. значи приборот тежи 10 штипки. Сега ќе нацртаме еден прибор. Еве ќе помогнам. Ајде. Со моливчиња внатре. Еднакво на 10 10 штипки. И на овој начин сега можеме да си провериме кој Кој предмет тежи најмногу тежи. најмногу. Да. Ајде, кој ќе ми каже од цртежот тука и од таблава, кој предмет најмногу тежи? Па приборот. Така, приборот. Измеривме 10 10 штипки. Така, изброивме 10 штипки. А кој предмет најмалку тежи? Коцката. Коцката, така, изброивме 2 Две штипки. Така. Сега, ајде те молам да ги измериме морковот и портокалот. Ете така. Тие се двете многу вкусни, едно долоше, едно зеленчук. Зеленчук, И многу да. децата сакаат да ги јадат, да видиме кој тежи повеќе. Така, вагата ќе ни кажа што тежи повеќе. Сега споредуваме. Потешко, полесно. Што забележуваме? Дека Па дека портокалот портокалот е потежок. потежок. Ама Така. не, мислам дека вагата е расипана, ајде молам смени ги. Мислата да ајде. ги смениме. Ајде, па сега. јас навивам за морковот. Ајде, тука го ставаме портокалот. Ајде. Тука ќе го ставиме морковчето. Ајде да видиме дали истото ќе го Вагата покаже. не Вагата ни е била точна. расипана, вагата е точна. Точна. Ете. Добро, јас ќе го изедам морковчето. Јас портокалот. Добро. Навистина ни требаат витамини сега. Да, и тоа многу витамини. Ајде те молам Ајде. шишињата. Шишињата. Тие се Сега исти? вака. Шишињата
се исти. Така. Но сега ќе ги ставаме да видиме дали се баш исти? Дали исто тежат. Само Оле кај малку навака. Ајде да видиме, Оле држи. Покажи добро, како да видиме. може едното шише повеќе да тежи, другото помалку? Па затоа што во едното шише има течност, во другото нема. Јас сум заборавила водата да ја извадам од Тоа е едното шише. причината, а вагата ни ја откри вистината, значи што е потешко. Шишето Да, што откри има вистината. водичка. Ајде сакам ова само. топчињата. Да. Значи имаме две топчиња да видиме дали овие исто тежат Ама не или се различно. исти, овие се со различна големина и мислам ова дека ќе тежи повеќе. Ајде да видиме. Да. Ама за многу малку повеќе. Ама ова Да. колку е помало. Да, се зависи од што се направени Да. тупките. Имаме, ова сакав да само да кажеме, да споредиме нешто што имаме една ваква куцка. Ајде според вас, повели Лина, ајде земи ги во раца. Што Па мислиш? мислам дека куцката од сунгер ќе тежи повеќе. Да? Да, затоа што е направена ова од хартија, може Да. да ги Внатре има измериме воздух за да и се ништо не умириме. тежи, јел? Ајде. Да. Ајде да видиме. Ајде. Значи тука нема да тежи повеќе големата куцка, туку ќе биде потешка помалата. Заради? Заради материјалот на изработка. Точно Ти така. воздухот ништо не тежал. Ништо. Зависи каде. Да. Сега ќе измериме исто различни производи. Еден кромит, еден порток. Кромидот ќе тежи повеќе. Да, сигурно. Да, сигурно кромидот ќе Да, тежи мислам дека повеќе. ќе тежи Да. повеќе. Ајде да провериме. Јас не го јадам кромидот. Јас сакам. После. Зашто? После. Ајде да видиме што покажува вагата. Дека се еднакви, се покажи. Ете. Значи вагата ни покажува дека иста маса е на портокалот и на А ако ставиме од тука едно волкао камче, што ни е тука најтешко? Кутијата. И ако ставиме кутијата од другата страна, Ајде да видиме. ама немаме камче, ќе пробаат тоа децата дома. Ако ставиме на едната страна камче, на другата страна еден прибор, што мислите, што ќе натежни повеќе? Камчето или приборот? Камчето? Камчето, зошто би натежнало камчето повеќе? Затоа што е изработено тврд материјал. Густо. Да. Антомите се стуткани вака со рачињата и затоа камчето тежи многу Повеќе. повеќе. Ајде една споредба. Имаме предмети различни. Да кажеме со иста боја жолта. Но ова е кутија за сапун, ова е сунгерче, знаете, по дома го имаме. И ќе ги ставиме да ги измериме. Да видиме што тука тежи повеќе. Па кутијата бидејќи таа е направена од пластика. Така. Да, Така. кутијата тежи. Значи- Ако ставиме внатре сапунче, уште повеќе Уште ќе тежи. повеќе, да. Уште повеќе, значи А ако го вагата. намокриме сунгерчето, Па би мислам дека пак ќе тежи повеќе. пак ќе тежи Кутијата. кутијата? Да. Не знам да се ако ставам вода, потоа не можеме или можеме да искористиме другата. Не, Сакав- децата ќе пробаат дома? Да, или Не да може достава домашно. малку од водичката. И Нема да биде видиме како доволно ќе за се. да Нема да натежни. се Децата изравни. ќе пробаат дома едно сунгерче и една кутија за сапунче и намокрете го сунгерчето да видиме што ќе тежи повеќе, дали тасот на вагата ќе се навали на кај сунгерчето. А ако овие два сада кои што ни служат за мирење, ако едното го наполниме со вода, а другото со масло, што ќе натежни? Леле, тоа треба да се провери дома. Ама мислам дека маслото ќе натежни повеќе. Така да, зашто маслото е потешко? Потешко е, А маслото зашто е тогаш потешко и маслото во вкусно вода? е. Кога ќе го ставиме маслото во вода лебди? Има помала специфична тежина Така? маслото, да, и а е погусто од водата. Ама заради многу е густината. убаво да зема дечките да пробат дома, Да направат. во два сада вака и на крај кога ќе завршат со сите да пробат и со масло и со вода или некакви течности кои што ќе имаат еднаква да речеме количина, ама тежината ќе им биде различна. Да, може и така да пробаат. Има многу интересни работи да се прави со вагата. Да. Ако не можете вакви тасови да направите, многу едноставно е. Овие од една што обична- се овие, јас мислам дека се од кисело млеко, Од кисело така? млеко. Е, па Да. супер, Да. сите деца Тие се јадат од кисело кисело млеко. јадат кисело Меѓутоа млеко. можат и вака обични Да. кесички да стават Да. и не е никаков проблем да се направи една домашна вага. Сега не можеме да измериме на оваа вага
дали е тоа половина килограм, ама можеме да измериме дека вреди 10 штипки. Така. Така е. Измериме вредноста. Така, заклучивме дека имаме и нестандардни мерки. Сега покажавме со штипките, навистина е многу интересно со штипки да се мери и така дечињата да си играат дома. Овие кисички може да послужат за мерење на некои поголеми предмети, например книга да се стави, може да се стави кукла, играчка некоја, еве например оваа кукличка ако си ја ставиме тука, бидејќи тие садови се помали, можеме да видиме, да споредиме. Да ставиме и колата од другата може да ми страна. помогнеш Лина да не ми падне кукличката. Ете така и количката на другата страна и сега ќе видиме што тежи повеќе. Одлично. Да. Тука речиси се еднакви. еднакво. Така, значи кога е изравнета закачалката, кога е на иста висина едната страна и другата, тоа кажува дека се исто тежат. Те производите се еднакви. Така, со иста Да. тежина. Готово, заврши? Да, јас сам машала да тежи повеќе. Да, ја беше супер. Јас верувам дека сите деца дома ќе се обидат да направат оваа вага. Да, исто се надиваме и ќе им биде забавно. Една кратка пауза и следи следниот час.